МВР не знае чиј е джипот, дека не знае кои биле луѓето во внатре во куќата, дека не знае што МВР нема поим, дека истрагата е во тек, дека ќе излезат со соопштение и така натаму. Значи јас тоа мачење го прекинав 5 дена подоцна со објавување во тогашниот албанско-македонски дневен весник Глобал на Љупчо Палевски, со објава на слики од тројцата овие инструктори од Република Српска, со објава на нивните идентитети, со објава што се случило и со бројот на регистарската табличка на джипот кој од МВР им бил даден на располагање. Така да сите лаги на Војче Зафировски ги срушив во вода, ги осветлив пред целата јавност овие инструктори, воедно објаснив дека биле во тесна врска со единицата за брзо распоредување, така се викаше лавови. Значи тоа дефинитивно ги разжести заедно со оној пораз на 15 септември за кој мене ме обвинува, а не себе, од 12:4 во изборна единица 2, така да лавовите организирани од ВМРО ДПМН преку Драган Даравелски кој им платил 15.000 евра, беа упаднале тројца од нив во радиостаница на ноќта, додека реализиравме ноќна програма со познатиот радиоводител Реджо Балич. Ја бев зад микс пултот и како музички уредник, тој беше водител. Значи некаде 1 час од по полноќ, помеѓу 23 и 24 упадна и ме нападна. Да напоменам, еве ексклузивно прв пат во јавност ова го кажувам, дека под тој настан 2002 се случи Горан Трајковски Тајто, кој го препознав, бидејќи му беше падната маската, двајцата други беа маскирани. Значи, бегаше од Македонија во Јужна Африка, па после беше дошол во Данска, па таму го уапсија и го испорача да ги одлежи 20 месеци затвор. Значи, го чекав 7 години да одлежи затвор конечно во Македонија. По излегувањето од затвор цела 2009 година го барав по Куманово за да се сретнеме, да се соочиме, за да ми ја каже вистината. Затоа што 2002 година немаше никаква кривична истрага, тој беше уапсен 24 часа по моето препознавање. Значи, откако се бев разбудил од кома ноќта, откако кажав кој ме нападна, откако кажав кој го нарачал, тоа, значи, моја предпоставка, устори, моје сигурно сознание беше дека Драган Даравелски во име на ДПМН го направил тоа. Од таа, да кажам, одмазда што паѓаат од власт, значи, Тајто, Горан Трајковски Тајто го соочи контра мене 2009 во јули месец и конечно ми ја кажа целата вистина. И ми кажа вака: ние бевме 35 дена во базата Стенковец тренирани да те убиеме. Конкретно главен кој комуницираше со нас беше Драган Даравелски и оперативец негов кој беше цело време со нас беше шефот на мобилната царина Звонко Трајковски Шупли Каменски, кој бил, значи, курир на Драган Даравелски. Зоран, за ова знаеше ли Љубе Бошковски и премиерот Љупчо Георгиевски? Се разбира дека знаеа, затоа што овој Драган Даравелски беше главниот благајник на ВМРО ДПМН и конкретно на Љупчо Георгиевски. Значи, дури да кажем во една рака Никола Груевски како министер за финансии, иако по систематизација му беше шеф на Драган Даравелски, му беше подчинен. Затоа што сите пари во кеш, сите шверцови, сите криминали од кои црпеа профит за себе, идеа преку Драган Даравелски. Значи, тој себе воедно се доживуваше како крал и имаше некоја специјална позиција од Љупчо Георгиевски. Со што ве тепа и како беше извршено тоа? Значи, кога упадна, јас првото што го видов кога се отвори вратата, пошто Горан Трајковски прв упадна, имаше во раката пиштол, по негово и другиве двајца има шипки,
по сознание, по негово лично признание во јули 2009 година ми кажа дека тој лично неколку секунди пред влегување во радиостаницата решил да не ме убие. Дали се уплашил, тој мене ми рече вака, Господ ми кажа да не те убијам. Така да наместо да пука, пошто влезе со откочен пиштол, наместо да пука ме удираше по глава со дршката од пиштолот, а другиот двајца со метални шипки. Среќа што тоа е 3-4 квадратни метри, многу е мал просторот каде што е микс пултот во таа радиостаница, многу поголемо е студиото, така да ние четворица фактички тука се изгазивме едни со други. Сето се случуваше некаде 15-20 секунди, пошто паднав на пот и последното на што се сеќавам пред паѓање во кома е како лежам и ги гледам заминува, затоа што се крена паника во куќата на Велјковиќ, Ѓорѓи, Ѓоко, пошто на горниот спрат си живееа луѓето. Значи, многу кратко време сето траеше, тешко ме повредија, ми искршија главата, ми искршија 4 прсти, изгубив 4 заби и бев цела ноќ во кома од некаде по нападот до 6-7 часа сабајле. Добро, значи еден многу тежок инцидент, за жал ете се случил во тоа време, но актерите се уште се тука, за тоа никој не и одговараше, нели? Па одговараше само Горан Трајковски Тајто, кој беше уапсен под притисок на меѓународната заедница, која се крена истиот ден на 24-ти, многу остро го осуди инцидентот и по мои сознанија подоцна беше дојден во Македонија Брус Джексон, кој беше на некоја висока функција во НАТО. Тој ми кажа дека денте имало комуникација дури меѓу Хавиер Солана, кој беше генерален секретар на НАТО, со шефот на дипломатијата во тоа време Слободан Чашуле, инаку бивши новинар, и му најостро од него барал да биде преку Љубе Бошковски да биде побарано Горан Трајковски Тајто и другите сторители да бидат приведени во полиција и подоцна предистражен судија. Слободан Чашуле му рекол, зар ние сега за еден новинар ќе креваме толкова сила, пошто го наљутил Солана и беше подоцна неколку часа Солана беше дал налог на ОПСЕ, на НАТО во Македонија, на меѓународна кризна група, на Европска унија амбасадорот, значи да седнат на пресконференција најостро што го и направија, најостро да биде осуден инцидентот и да се бара овој нападјачот што го именува Горан Трајковски Тајто да се приведе во полиција, што беше исторено, бидејќи тогашната власт во заминување, конкретно Љубе Бошковски и Љупчо Ѓорѓевски, сватија дека може да им се случи поради членство во партнерство за мир да бидат пуштени сили за брзи интервенции од Брисел, да апсат низ Македонија, што би било дипломатска катастрофа за Македонија, ненадоместлива штета. Така да беше приведен Тајто, му беше судено. Меѓутоа, обвинителството воопшто делото не сакаше да го квалификува како обид за убиство, туку насилство со нанесување тешка телесна повреда и беше осуден само 20 месеци, што значеше и негово ослободување од притвор веднаш по пресудата во некаде во ноември-декември беше 2002, брзо дојде процесот. Веднаш по притворот, по првата пресуда, првостепена од само 13 месеци, Горан Трајковски Тајто беше пуштен на слобода, па потоа апелациониот суд не сакаше воопшто, значи не, председателот на судот Звонко Јосевски од Куманово не сакаше да ја проследи жалбата на мојот адвокат на таа пресуда до апелациониот суд, па дури во мај, пак под притисок на меѓународната заедница, во мај 2003 беше проследена жалбата на 13 месеци затвор и беше покачена на 20 месеци. Тогаш